Следуваат бисери од специјални возраст. Нашите учители, имаме 3 кои што ни гостуваат во емисијата. Од основно образование, мојата наставничка Наташа Димовска, од средно Лидија Анастасовска и од факултет мојата мама Рената Петреска Нечковска. Зборовите со кои тие се обраќаат до своите ученици и студенти се волшебни. Слушнете ги и поврзете се на сите начини. Драги мои студенти, прекрасни млади возрастни, ви се обраќам на сите со кои што се дружевме во оваа тешка година. Ако се сеќавате, започнавме со променети принципи. Неизвестноста од непознатото и стресот за животот и здравјето го земаат најдоброто од нас. Па затоа, јас сакав најпрво да ви бидам поддршка и помош, соработник и учител, а истовремено и да напредувате со знаењата, вештините и компетенциите на овој чуден пат. Се навикнавме на виртуелното, пробувавме, експериментиравме, ги воочувавме и дискутиравме предностите и недостатоците, не дозволувајќи лимитациите да ни го попречат квалитетот на настава и соработка. И додека ви протестирав како гледам сликички од убави лица наместо вистинските интелектуалци во изгледба, знаев дека слушате, следите, размислувате. Иако често знаев да се пошегувам дека изборувам на перницата, на некој братче, сестриче или на баба, дедо или на родителите. Но знаев дека сме тука, на иста линија. И така се охрабрував за следните чекори, но и за многу креативни начини да стигнам до вас, па заедно да одиме по патот на академскиот живот. Турбулентно беше и во вашите животи, семејства, пријателства и во мојот. Се надевам ви бев разбирање и поддршка како вие мене, во најтешкото. Некои борби за напредок и за подобра тактика не ни успеа, иако вие вредно ги следевте сите мои чекори и нападствија. Но тоа е, заклучивме дека сме дале се од себе и сме научиле и за животот и за светот. Но ни успеа човечноста, креативноста, мирот кој го имавме после секој комплетиран час. Иако една палавка Ноела со своите снимки или читање на час ни се вклучуваше од време на време. Знам дека и ви беше интересно. Се восхитувам на вашите креативно наместени коцкички во главата, на способноста да ја воочите големата слика, деталите, да се адаптирате, да креирате и да си го трасирате патот. Тоа е ултимативната цел на секој учител, вклучително и моја, и на сите ваши професори, и на институцијата Економски факултет Прилеп, Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Знајте дека може многу подобро, може многу попосветено и многу поработно од страна на сите нас. И нека ве води тоа, освојувајте го на извесен простор, што секогаш за малку ќе е наш, пред очи ни е, во умот ни е, во сонот ни е. Успехот дефиниран индивидуално и колективно. За мене успех е што сме живи и здрави, што ја комплетирате годината, дипломата, што пловите понатаму насмејани, преубави, поддржани, инспирирани и посилни, со неизменна почет и љубов за младите возрастни, кои не слушале и нас, и своите родители, и себе си. Вашата професорка. Колку убаво кажано, моја мамичке. Откако ги слушнав сите твои предавања оваа година, едвај чекам да бидам студентка. И така волшебно да се освојувам со мислите милион работи. Така е, драги учители, наставници, родители, другарчиња. Создаваме заедно и цел живот. Ова е само изводок, многу повеќе во целата емисија. Во сабота во 12. Слушнете не!